еден наш редовен гледач ни пушти една порака. И може да констатираме од оваа порака дека во Македонија се спроведува една брутална цензура на критичка мисла и се спроведува една оркестрирана од државата хајка против луѓе кои што размислуваат критички. Внимавајте што пишува. Мечка брат, вчера 26.2.2025 околу 8 часот ми дојде полициска кола со двајца полицајци кои што ми дадоа покана за на 27.2 да се јавам во полициска станица Радовиш на разговор во 14 часот, доколку не идам дека ќе бидам приведен. Јас на поканата не пише зошто. Само повикан. Откако отидов на разговор ми кажа дека имаат стигнато од Министерството на внатрешни работи од Скопје да ме прашат дали тој профил, Facebook профил е мој. Јас кажав да и дали и зошто го споделувам Инфомакс. И ќе бидам даден на суд од службено лице Митев Столе, вработен во МВР Скопје. Ова ви го пушта тој и тој од таа и таа општина. Секогаш ве споделувам и ќе ве споделувам без разлика на заплашувањето. Би било добро да се објаве. Поздрав браќа. Поздрав брату. Джеди Венс го даде шкотскиот пример. За луѓе кои што дома седели и се молеле им идела полиција и им забранувала да се молат или да имаат слобода на религија. И тоа Джеди Венс го спомна како блатантно прекршување на човекови права и слобода на говор. Само Мицко изгледа има ексклузивитет, само он да не се однесува така. И сите кои што читаат, гледаат или го споделуваат Инфомакс, очигледно ќе бидат повикани у полициска станица да дадат исказ. Ако ова не е мисловна полиција или полиција на мисла, полиција на збор, не знам што е. Ова е као кога грците ги тепале и ги затварале македонците во Егејска Македонија затоа што дома зборат македонски. Ова е на тоа ниво. Ова мислам дека ни Џорџ Орвел не би го замислил. Зашто Инфомакс е толку страшен? Што збори вистината. Тоа е тоа.